Добро, најпрво им благодарам на на Прилепчани што во волкав број денеска се овде во центарот на Прилеп да може да разговараме за иднината, да зборуваме за тоа како треба Прилеп да изгледа во иднината, а не како што е денеска, би рекол град кој што е целосно застанат во времето, град во кој што царува криминалот, царува корупцијата, град во кој што практично би рекол недалеку од оваа бина од овде имаме информации и сознанија дека практично и се продава и тргуваат наркотични средства. Град кој што е засрамен од началникот на одделот за внатрешни работи кој што беше уапсен поради основано сомневање дека врши нелегална трговија со наркотични средства и уште многу други работи кои што за жал изминативе 4 години го ставија Прилеп на дното на приоритетите на оваа влада. Сето на кое што беше претходно започнато, за жал денеска е со коров и со трева обраснато, тоа што е малку изградено пропаѓа поради неспособноста на централната власт, но и исто така поради неспособноста на локалната власт од клубови спортски кои што се бореа за врвот на табелата во првата лига. Денеска имаме спортски клубови кои што се борат, посебно тука акцентот го ставам на фудбалскиот клуб кој што се бори да опстане во третата лига. Станува збор на вистина за порази изминативе 4 години. Сакаме ние да понудиме иднина и она кое што на вистина повторно ќе го врати приоритетот на Прилеп, град кој што е најразвиен и најперспективен град во Македонија. Така што денеска тука во Прилеп ќе имаме можност да го промовираме проектот кој што започна од овде од Прилеп, а тоа е проектот изградба на ново автопатско решение Скопје-Велес преку Бабуна, Прилеп, Битола, Меджитлија, но исто така ќе зборуваме за концептот на целосно дигитализирана општина. Тука до мене е и идниот градоначелник на Прилеп, докторот Борче, кој што е овдека би рекол човек кој што веќе сите и гласно зборуваа дека е идниот градски татко и човекот кој што идните 4 години, а зошто да не и понатаму да го препороди на вистина Прилеп и да окрене од ова мучуриште во кое што денеска се наоѓа.